почитуван министер. Жалам што не бевте на амандманската расправа. Може би ќе добиевме други информации, ќе знаевме случно за што станава збор. Поднесовме неколку амандмани, дел се делумично прифатени, дел не ни се усвои, а колегата Панчо Минов истото така реагираше неколку пати амандмански и тука не се прифати. Направивте едно бајпасирање на законот, меѓутоа суштински останава истото. Заменик министер беше таму, молчеше, не можехме да имаме стручна дебата. Јас идам од Лозарски крај, работа малку со Лозие, колегите што дискутира исто така, и мислам дека треба тука да дојдат луѓе токму тоа што го работат. Значи, во Лозието не се влегува на црвен тепих. Вашиот премиер му поставија црвен тепих да влезе. Таму се влегува со чизми, со кондори, со дикел, со мотика, со ножици, се работи таму. Така не треба да гледаме ние на лојзарите. Да бидат оставени самите на себе, да се молат секоја година, да плакат, да кукат, родот што го сработиле да не може да го продадат. Носите закон. Тоа е една работа која ве следи во целиот ваш мандат. Не успеавте да решите. Ветувавте откуп за гарантирани цени, квалитет, не знам што и така натаму. Имате многу грешки во законот. Имате некои добри работи, имате и грешки. Првата грешка каде ви е? Тргате да решите одреден проблем, занеморувајќи го другиот. Ако не го земеме како целина, да ги гледаме оние што го произведуваат првопроизводителите, меѓутоа немалку треба да се посвети внимание и кон оние што го откупуваат. Сега, дали со ова предлог решение вие им помагате на оние што го откупуваат или одмагате на другите? Доколку не се земе како целина, да се постави на маса и да се рече, чекај, што им треба на едните, а нема да им одземе на другите. Зашто станува збор? Ако сакаме ние на винариите да им помогнеме со ова, дека во исклучително лоши години тие би направиле нешто, ама дали во тој дел квалитетот ќе ни падне? Што добиваме со тоа? Што понатаму? Затоа, во однос на винариите, ние можеме да им помогнеме на друг начин. За да помогнеме како држава, како влада, заради понатамошна продажба, заради брендирање на виното, да им се дадат поволни услови за купување на машини, за механизација, така натаму, на тој начин да им се помогне на винариите. Меѓутоа, истото така, паралелно треба да се помага и кај оние што го произведуваат. Би сакал малку посуштински да навлезам во работата. Има една измена првата, Република Македонија отиде и вие велите сега ќе се користи името Република Северна Македонија. Меѓутоа, јужниот сосед, Република Грција, вели, вие не сте Македонија, сега ние сме Македонија. Сега тие почнуваат, ќе си го брендират виното понатаму. Ние веќе и во југославенскиот период, па и сега, па и од турско време, и од кога памти век, кога се носило македонско вино. Дали како човек му носиш, дали како држава во Република во делот на Југославија, дали како македонци сега во Република Македонија, ние им велиме, еве, ви носиме македонско вино. Ние треба да знаат граѓаните дека полека тој бренд, таа можност ја губиме. Што понатаму? Како сега да се преориентира, како сега винариите да им помогнеме да можат да го продадат виното, кога веќе терминот Македонија претпоставувам не може да се користи. Ке имаме сериозен проблем. Како понатаму ние тоа да го направиме? Значи тоа е една катастрофална грешка која ќе се одржи многу на продажбата понатаму на виното. Би сакал да напоменам за една работа која велите лоша година. Не ми се свиѓа терминот. Што значи лоша година? Еве сега ќе прочитам, ќе дојдам, сакам да поразговарам, иако ви реков жалам што на комисијата, бидејќи сега кратко е времето, немавме можност да ги сочиме аргументите. Сакам луѓе да дојдат. Може би јас грешам. И не сакам со ова нешто да направам, ама мораме на јавноста да им предупредиме дека што им се спрема. Еве, повелете. Виното да се зајакнува со додавање на сахароза, шеќер, односно со сахарозата да се поклучуваат шеќерните единици на грозјето. Ова со постојното законско решение е строго забранет и овој исклучок е опасно. Сето ово оди во прилог на винариите, дали ќе биде добро, меѓутоа, дали со ова, бидејќи ние јавно го изнесуваме сега, сите знаат, постои сериозна опасност макотрпно градениот мит за квалитетот на македонското грозје и особено за македонското вино да се урне за една минута. Со еден закон, готово сега, од тука крај. Едно го немаме терминот Македонија, другото го немаме тој квалитет, затоа што викаме
се става сахароза. Сега, со амандманот вие точно го регулирате тоа, ама оставате простор во ширата да се стави. Разбирате? Сега пак, не, поврат пошија викаме ние во Штип. Со тоа што на овој начин се поставува прашањето, дали не им се прави дополнителен притисок сега на производителите, да морат тие да имат квалитетно вино, на кој начин да го направат, да има повеќе шекер. Бидејќи сега многу лесно 2/3 од винариите може да речат да, ние имаме лоша година, немаме квалитетно вино. Што понатаму? Значи, неусогласеноста е тука. Ке се создаде проблем кај они што го произведуваат. За да не дојде до тие работи, јас и во дебатата реков, и сега ќе ви спомнам, едни од основните проблеми што се случува за некој да направи нешто е производството. Прво што треба да направи да произведе. Втората работа е откупот, како да го продаде и да кого да го продаде. Третата работа е продажба кон надвор или тука или било каде, дали ќе биде кон овие или надвор ќе се извезе виното. Меѓутоа, останува една работа, која цена? Дали е исплатливо понатаму луѓето да работат? И дали имаме за гарантирана наплата? Сега, во овој дел, ние тука треба да зборуваме. Да ја возможиме производството да им биде квалитетно. Какво? Да немаме лоши години. Ако имаме лоши години ние за винариите, дали ќе имаме лоши години за они што го произведуваат? Искрени да бидеме, ако се прогласи во тој момент лоша година за винариите дека нема доволно шекер, бараме интервентно да се реши дека имаме лоша година и за производителите, односно да се прогласи елементарна непогода. Треба да им се помогне на луѓето. И ние тука треба да направиме. Во однос на производството треба да се помогне уште повеќе да се заштитат тие винови насади. Да се дадат субвенции, да можат луѓето да се ги заштитат, да не дојде до имаме измрзнување. Уште не е платено измрзнување, само за ваша информација во Штип и Штипско, Врсаково и во сите тие краишти. Ве молам и таа работа да се ја проверите кога сме веќе тука да ве информирам. Значи, во тој дел, понатаму, цената, секоја година истата приказка. Почитувам министер, вие дојдовте малку покасно. Предходно пред вас имаше други министри, ветуваа, имаме програма за живот, ветувавте дека ќе се решат проблемите за гарантирана цена, ќе дојде животот како за сите и за докторите со големи плати, и за вработените, и со се, и така натаму. И за земјоделците. Идеме до ова година пак катастрофална година. Немаме цена, тие 2-3 денари што ги ветувавте и тие не ги решивте. Како понатаму? Што правиме со ова? Тоа е многу важно за гарантираната цена и за гарантираниот откуп. Меѓутоа, за тоа не зборувате, зборувате за нешто друго. И, како што реков, на крај, најголемиот проблем е наплатата. Како да се дојде и колку на време да се направи. Уште сме сведоци, тука бевме кога се гласаше законот за прв пат во историјата на Република Македонија, се донесе закон врз основа на кој државата ќе исплати на винарите, за потоа банката да ги врати парите на државата. Океј, ако е такво решение, меѓутоа такви случаи ќе имаме и кај оние што произведуваат ориз, и кај оние што произведуваат сливи и јаболки и така натаму и така натаму. Треба да се води сметка, не знам до каде е поставката, дали им е исплатено на тие луѓе, меѓутоа ќе треба да се води сметка како се постапува. Така да, јас ве замолувам, кога се носат некои законски решенија, малку внимателно, со поголема дебата, бидејќи ова остава простор за шпекулација во јавноста, меѓутоа сакам да укажам она што вие го зборувате, она што јас го разбрав врз основа на она што го прочитав, и се надевам дека ќе се најде можност, можеби сега веќе ако е завршена работата окей, во една ситуација слична, да, како што е лоша година за винариите, да биде лоша година и за производителите, со можност да се прогласи елементарна непогода и да се каже дека на некој начин ќе им се помогне во тој дел. Не само декларативно пред избори како што го ветувавте, туку онака како што ние го направивме. Дојдовме до степен до 150 милиона евра субвенции со можност да им се помогне на земјоделците. Меѓутоа ми се чини дека треба во тој дел исто така да се интервенира, да им се помогне, да се најде начин уште повеќе да им се помогне на земјоделците, затоа што е една од најтешката работа во државата. А црвените теписи и таквата приказна, мислам дека треба да завршат.